Како се известува на тема Украина Русија во Обединетото кралство за санкциите кои што беа воведени кон Русија е темата на која што наредниве минути разговараме со следниот соговорник кој што го имаме на Skype. Велам добро утро за Орхан Демировски. Орхан, благодарам прво за гостувањето во утринската програма, знаејќи каква богата агенда имате во текот на целиот ден. Добро утро, да. Добро утро и на вас, добро утро на вашите гледачи. Украина, Русија не сум толку... Повелете. Да, повелете. Украина, Русија е тема која што навистина го окупираше нашето секојдневие изминативе неколку денови. Обединетото кралство е сериозно инволвирано во целата оваа приказна. Она што ме интересира, какви се информациите кои што во моментов кружат на оваа тема во Обединетото кралство? Добро, значи, во претходните 2 дена се сменија насловните страници на главните вестници тука во Британија. Вчера, значи завчера, не вчера, фокусот беше на Путин. Daily Express, Guardian и Daily Telegraph на насловната страна ја ставија веста дека Путин ја зголемува борбената готовност, дека слободниот свет е против Путин, дека Путин е веќе ослабен со почнување на оваа војна. Денеска вестниците се фокусираат на цивилите и на жртвите од бомбардирањата во Харкив и од бомбардирањата на другите градови. Доминира една фотографија од доктор кој се обидува да спаси 6-годишно девојче и мислам дека девојчето не е спасено. И доминира уште една фотографија на Палина. Тоа е млада девојка која убиена од руските сили заедно со нејзините родители. Значи, тоа се случува во овие неколку денови. Многу е важно да се потенцира дека Британија е првата земја која испрати помош. Тоа според Борис Џонсон испрати помош на Украина, испрати војна помош на Украина, која се состои во оружје и тренинг на украинските сили. И нашиот премиер британски е горд на тој факт и го повторува во повеќето настапи овие денови. Така да, меѓутоа, дел од вестниците исто така ја користат приликата да го изградат психолошкиот профил на Путин. И моје мислење е дека од тоа што можев да го видам и го гледам по вестниците и по изјавите, е дека ова е почетокот на крајот на Путин. Не знаеме како точно ќе заврши, меѓутоа имате, како што реков предходно, слободниот свет од една страна и секојдневната изолација на Путин од другата страна. Меѓутоа, друг еден момент е многу важен за нашите гледачи. Процесот на глобализација во Македонија е критикуван во повеќе наврати и сега ќе видиме дали е за жал или за среќа, меѓутоа вакви настани како овој означуваат крај на тие процеси на глобализација. Ќе видиме малку поразличен свет од тој што е. Го споминавте премиерот Џонсон во своето обраќање пред пратениците рече дека е несватливо како во 2022 година еден национален лидер може мирно планирано да заговара уништување на еден мирен сосед, промовирајќи ги пакетот економски мерки кои што на прва можеби не дадоа никаков резултат се до исклучувањето на банките од SWIFT системот. Роман Абрамовиќ во меѓувреме доби забрана за престој во Велика Британија. Прочитав една интересна информација во текот на вчерашниот ден дека токму Абрамовиќ е во Белорусија на барање на Киев како посредник меѓу преговорите. За да разбереме што се случува тука, во последната недела излегува неколку информации за блискоста на Роман Абрамовиќ со Путин. Значи, нивниот однос е опишан како однос помеѓу татко и син. И поради тоа Абрамовиќ се најде прв на листата за отстрел. Меѓутоа, јас колку што можев да видам, нема потврдени информации дека Абрамовиќ е санкциониран на еден или на друг начин. Меѓутоа, тоа што британската министерка за надворешни работи изјави пред неколку дена е дека се прави таа листа на олигарси за така наречена листа за отстрел. Само за информација, има повеќе од 100
руски милиардери кои се деновиве од британските структури се разгледуваат и се бираат кој од тие руски милиардери ќе се најде на списокот. Секако критериумот е блискоста до Путин. Од иста страна, министерот за финансии на Британија, Риши Сунак, објави серија на санкции против Русија, вклучувајќи го и Рускиот национален фонд. Тоа се еден од двата фондови во Русија чија цел е поддршка на рускиот пензиски систем. Тоа значи дека и британците и другите вклучени во овој процес од западната страна сакаат да нанесат штета на системот на Русија. Ковид кризата донесе сериозна економска криза. Орхан, воениот конфликт се чини дополнително интензивираше истрата. Како изминатиот период сите овие случувања се одразуваат на економијата, бидејќи европската економија трпи ли стандардот? Добро, ковид е причина за најголемата криза од 1930, таа големата депресија, така наречена од 20 до 30 години, зависно од која локација на светот. Другиот момент што го имаме тука во Британија е референдумот во 2016 да се излезе од Европска унија. Значи, после резултатите, после објавувањето на резултатите, имате нагло опаѓање на вредноста на фунтата во однос на еврото и на другите валути. 15% губи фунтата, значи увозот станува многу поскап и една од последиците е инфлацијата. Прошлиот месец имаме инфлација од 5,5% и тоа што можеме да го видиме како граѓани е дека поскапуваат бензините, поскапуваат електричната енергија, поскапува се околу нас и тоа е голем проблем. Поготово за фамилиите со ниски примања. Една од анализите покажува дека 60% од примањата на фамилиите со ниски примања ќе одат на газ и електрична енергија. Во ист период од април почнува и зголемената стапка на персонален данок во Британија, кој секој ќе ги направи работите многу полоши. И да ставиме се ова во контекст. Зашто тоа се случува? Еве само еден пример. Храната што се купува во Лондон и во Британија, во просек патува 1500 милји. Значи доаѓа од цел свет. И кој ќе ги вклучи тука сите комплексни логистички проблеми, Брексит, Ковид, имаме сериозен проблем. Војната сама по себе носи и хуманитарна и мигрантска криза, зашто многу зборувавме на почетокот на утринската програма. Логично голем дел од граѓаните бегаат од Украина барајки мир. Она што ме интересира доколку продолжи оваа ситуација, нуди ли опции Обединетото кралство за спас на мигрантите? Па видете, сега имаме тука две различни приказни. Едната приказна е приказните што доаѓаат и изјавите што доаѓаат од опозицијата, а и другата од значи официјалните информации. Од кога почна војната во Украина, Британија го суспендира издавањето на визи за украинските граѓани. Значи немавте никакви шанси ако сте во Украина да аплицирате за британска виза. И тоа беше еден дел од прашањата, од пратеничките прашања пред неколку дена. Се врши голем притисок врз владата тука да овозможи врска и да овозможи таков слободен пристап на граѓаните. Меѓутоа Борис Џонсон тоа беше на интервјуто вчера, вети дека Британија ќе прими бегалци од Украина, исто како и од другите конфликтни подрачи како и до сега, така да не би требало тука да има проблем. Интересно е што една новинарка од BBC вчера имаше напис на онлайн сторис на BBC за дискриминација на дел од нигериските студенти. Има отприлика 4-5 илјади студенти од Нигерија во Украина, кои исто така
бегаат на кај Полска и Романија. Според наводите не биле пуштени да влезат во Полска, им било речено прво украинците да поминат, па после тоа. И имаме тука интервенција од премиерот на Нигерија, се јавил на колегата од Полска. Така да, тие приказни за, се не бих нарекол приказни, меѓутоа написи за дискриминација врз делот не украинското население од Украина се исто така присутни во медиумите тука. Не можам и да не прашам како се справувате со лажните вести. Во војна прва страда вистината и тоа се покажа на дело. Па добро, тоа не е наш само, значи не е британски проблем, тоа е македонски проблем. Така да лажните вести ги има секаде. И тоа што политичарите го прават тука почнуваат да ги адресираат тие лажни вести. Повеќе порано беа игнорирани комплетно и оставени на социјалните медиуми и на луѓето сами да си ги решат. Сега и Борис Џонсон и другите политичари, кога има лажни вести, се обидуваат да тие вести ги објаснат и ја кажат вистинската слика, односно сликата на Имам уште многу прашања, Орхан. Тоа ќе го ставиме за друго гостување на во Македонија наутро, но последното еве за крај на разговорот. Ковид кризата навистина падна во сенка од почетокот на воениот конфликт, токму пред Обединетото кралство да ја даде најавата за укинувањето на сите ковид мерки. Што е во моментов на сила и какви мерки има во однос на вас, државјаните, и во однос на туристите? Нема никакви мерки во однос на тие што патуваат. Просторот, значи и кога имавме највисока, кога бројките беа најголеми тука во Британија, аеродромите функционира како што треба и мислам дека така и ќе продолжи и понатамо и нема да има никакви проблеми. Нема, легално сите мерки се укинати, сега имаме поединечни значи делови некои бизниси, некои специфични ситуации кај што треба да се носат маски. Меѓутоа Британија и во текот на целата оваа криза беше од по-либералните во однос на ковид мерките. Еве тоа што сега го добивме од само како пример од таксистите од Uber, сега можете да седите до шоферот напред доколку тоа сакате. Што е голема промена во однос на оно што се случуваше изминативе 2 години. Благодарам, Орхан, за вклучувањето во Македонија наутро. Искрено се надевам дека следното гостување ќе ни биде на убава тема од Обединетото. На поубава тема, да. Благодарам. Поздрав до сите гледачи.